Добар ден, почитувани гледачи, еве повторно со емисијата 60 минути на исток и не чудете се заради ова невообичаена позиција. Обично овде на оваа позиција се наоѓа од нашите соговорници, но денес одлучивме да направиме промена во смисла на позициите, заради тоа што нашиот соговорник, мојата драга колешка Елена Јосимовска, има сериозна задача да протолкува и да ги објасни животот на луѓето кои пулсирале во градот Штип, во старите штипски мала. Пред месец и пол дена говоревме за едно од тие мала. Ќе продолжиме денеска исто така. Најнапред и благодарам на мојата колешка Елена Јосимовска што љубезно се оdzва да биде денеска гост во емисијата 60 минути на исток, да ги расветлиме тие непознаници за младите штипјани како се одвил животот во Штип. А секојаш емисијата 60 минути на исток ја почнуваме со правењето на пресек на денот, па така на денешниот 28 јануарски ден колегите од информативната редакција досега ги одработија следниве вести. Тутунарите креваат раци од тутунот, во Карбинско површините се намалени за половина лани, во овој дел од регионот по тутун беа околу 100 хектари, а годинава нема ниту 60. Се повеќе неисправни возила на патиштата во истокот, во источниот регион има околу 24.000 возила. Ако секој пето е со некој механички дефект, тоа значи дека во промет секојдневно се 4.000 возила, а токму исправноста е безбедност и живот и за себе и за другите околу нас. Расте задолжувањето на граѓаните во истокот на кредитните картички. За 10 години направиле долг од 1.200.000 евра или во просек по 120.000 евра годишно. Загрижувачко. Секој трето виничко бебе се раѓа во странство. Само лани од 270 регистрирани новороденчиња, дури 85 на свет дошле во Италија, Германија, Словенија, Швајцарија, Франција или Холандија. Од нив само 30 се донесени во Виница, но не за да растат и живеат овде, туку за да бидат воведени во верата преку крштевањето. Штип е најквалитетна вода во регионот. Перманентните испитувања на квалитетот во водата од филтер станицата го покажуваат тоа, а дневно од филтер станицата до крајните потрошувачи се дистрибуираат од 190 до 270 литри вода во секунда, а Штипската филтер станица е една од најстарите во регионот, слави 26 години постоење и успешна работа. Вечерва во 18 часот во општината Штип ќе се одржи манифестацијата Спортист на годината. Знаете, Спортист на годината согласно остварените резултати е каратистот на карате клубот Штип Емил Павлов. Тој, инаку да подсетиме, беше трет на Европските летни олимписки игри што минатата година се одржаа во Казахстан. И за времето сончево со максимално 14 степени, вечерва умерено облачно, минимална 0, утре не очекува повторно сонце и максимална температура до 13 степени. И сега се префрламе на суштината на оваа емисија. Тоа е разговорот со мојата драга колешка Елена Јосимовска, која не се занима повеќе со новинарството, таков аспект како што го работеше во медицинскиот центар, каде што беше вработена, па и претходно со други професии, но во секој случај, колешка Јосимовска, кога говориме за ова, вие перманентно бевте со луѓето, па е можеби оттаму на некој начин се роди талјово да се, да кажеме, архивира, да се зацементира некаков живот низ фотографии, низ документаристика која ви го пополнува животот сега во овие, така да кажеме, пензионерски денови. Минатата емисија пред месец и пол говоревме за едно од штипските мала. За кој мало говоревме, да подсетиме? За Дамјанското мало. За Дамјанското мало. Едно од деловите на Варош малото, односно на градското мало, кое мислам е многу значајно и заради тоа малку повеќе посветивме внимание, така да дојде до втора емисија за да го објасниме него, за да продолжиме натаму. Дамјанското мало, инаку, се наоѓа во центарот на Штип, барем потегот така во... Дамјанското мало од црквата Свети Никола до завојот према Ново село, кај што беа дупките, скривалиштата од Втората светска војна. Јас како дете се сеќавам, сега е пополнето сето со коќи, ама скалите беа направен простор во случај на бомбардирање и ги викаеме дупките од бомбардировките. Да, од тоа време единствено доказ барем во потесно градско подрачје, не кон Ново село, кон тој потек, туку е црквата Свети Никола. Да. Ги има куќите, односно музеот, тие куќи таму, но претпоставам дека и од другата страна, од другата страна на Отиња, поголем дел од објектите не постојат повеќе, барем.
Да, и од едната и од И од другата едната и страна другата многу страна. објекти не постојат. Минатиот пат кажавме за многу објекти кои ги нема. За џамијата не кажавме. Да. Значи останавме недоречени. Таму имаше над Маларичната станица, што ја покажавме, имаше џамија или Бекташкотеки. Бекташкотеке. Да. Сега, бидејќи оваа веќе го џамија- почнеме разговорот, може да режијата да Па го може пушти да се слайдот покаже за џамијата. Бекташката Да, ова џамија. е она фотографија што ја гледавме по уметничка слика правена. Хаха. Односно Ова е некаква разгледница. ретуширана. Да, ова е разгледница правена по уметничка слика. Ова е од турскиот Да. период, затоа што го гледам млинот, а не ја гледам Маларичната станица. Значи, позади млинот, карши црквата, таа зграда таму што е, се гледа минарето, кај што Да. денес се наоѓа чешмата Шајтеке, што ја викаме. Тоа е една црно-бела фотографија, Е. колку што Значи, ја имам јас барем кај мене. ова е од турскиот период. Има една малку подоцна од еден друг агол, ако може режијата да ја покаже. Да нема е. Таа е од 13-та година. Да, Да, тоа е- еве ја. еве. Ова е од 13-та година, значи позицијата позади џамијата се стои, се гледа према црквата. Следната, Значи ли ова дека во тоа време токму во овој дел на градот имало муслимани или бил поделен градот на едната страна христијаните, од другата се уште муслимани? да. Се уште да. Тоа мало било стрикно. Од левата страна живееле турците, од десната христијаните. Строго поделено. Реката била граница помеѓу. Сега зборувам и за подалечната историја, уште со доаѓањето на турците. Веќе после младотурската револуција се менува составот. Почнуваат да се Да се мешаат луѓето. Да, посебно после Балканските војни голем дел од турците го напуштаат градот. И тоа е уште една фотографија. Да. Еве сега ова ми беше зборот за џамијата. Значи таа постоела додека се изградила Маларичната станица. Еве ја сега Маларичната станица, ова е 21 година, поради тоа што не ја гледам оградата. Оградата е 23 година. Према Отиња многу ги плавела Има Отиња. тука некаква ограда барем. Јас не ја Претпоставам, гледам. Добро, не, може би Ама го гледам долниот таман. Значи уште постои. Меѓутоа следната веќе фотографија што ќе ја пушти режијата, ја нема џамијата. Значи некаде 24 година, еве. Еве ја Маларичната, еве го долниот тамам. Сите објекти постојат, ама џамијата ја нема. тоа е ја нема за една година. Па за година-две. Тука се гледа оградата, значи ова е веќе 24 година, најверојатно. Да. 23-24, тогаш е градена оградата, а џамијата не ја гледам. На фотографијата таа е голем сведок, А добро, крунски сведок. добро, тогаш на власт овде била кралството Србија или монархијата. Да, точно така. Сега не знам дали Обрановиќ или Караџорџевиќ. Не верувам дека намерно е. Веројатно е била веќе руинирана и немало кој да ја поправи. Не верувам дека е... Со намера срушена. Да, дека со намера. Таков податок не сум прочитала и не можам да кажам. Сега, минатиот пат зборувавме за зградата Кулето. За неја сакам да кажам, таа уште постои и сега е приватна собственост. За неја сакам да кажам дека јас кога бев дете, па и малку поголема, Да. таа зграда беше антитуберкулозен диспанзер. Да. Односно, штипјани го викаат рентгено. Таму доаѓа болните со градни болести, најчесто туберкулоза, имало многу во минатото. Да. Првиот диспанзер е во куќата на Пепо Леви, 43 година. Значи ова е некаде после војната овде. 45-та, 46-та, тогаш е Тој период. пренесен таму, ама новиот диспанзер, односно антитуберкулозен диспанзер, јас кога работев во медицински центар е граден со средства на самопридоне. Сега мислам дека таму има нешто од нервно оделение, или мислам дека таму има нешто, некои простории.
Значи цело време таа зграда беше колето, а пред тоа била жандармерија, каракол и така натаму. Говориме за време и за Штип кој де факто и диоре повеќе го нема, но останале спомените она што говориме, барем во овој дел од градот перманентно ги исполнувате израстените институции, па и други инфраструктурни објекти кои му давале живот на градот, бидејќи биле во функција. Да, и преко потребни. Ги користели сите, а сите биле тука во строгиот центар на градот. Да. Можете ли, или има сознание, или пак некакви предпоставки, колку токму во ова време за кој збориме сега, 20-тите години од минатиот век, Штип имал број на жители? Колку жители броел? Да. Па 20-тите години некаде околу 22.000, 23.000 бил жители. Меѓутоа за туберкулоза да кажам дека кога зборуваме, не ни е тоа сега темата Дамјанското мало ние, да. Меѓутоа можам да кажам дека цели семејства си заминувале од овој свет. И деца, и возрастни, цели семејства. Дури имаше, јас знам зборуваа по старите, имаше стари жени, многу стари, во црни шамии, кои на пазарот го продаваа чеизот на своите керки. И по 5-6 керки им умирале од туберкулоза. Ама тоа е некоја друга тема. Последната фотографија беше со она што минатиот пат кажавме дека Свети Спас бил капела, еве, и гробишта на новоселци. Да, спомнавте тогаш една чудна теорија. Да, и сега носам фотографија да го докажам тоа што го кажав. Да се ова е Свети Спас тогаш? Да. Од прилика време, ориентација? Ова се новоселските гробишта, а таму понатаму под кулето беа градските, а пред нив натаму беа старите еврејски. Значи тука сите гробишта биле. Во тој круг. Немаше од таа страна куќи. Да, како тоа е во суштина сега така нареченото Ридарско мало, каде што почнували. Да. И еве ги гробовите, велат ако баба лаже. Лаже трап не лаже, нели? Да, рогот неизин не лаже. Сака да кажа дека црквата што сега ја знаеме, која привлекува голем број на луѓе за време на Свети Спас, но и заради тоа што некаде 13 или 14 век се претпоставува дека е фреско писана црквата, предизвикува уметнички, археолошки момент. Значајна е многу, ако се зборува. А вие велите дека била капела? Била капела затоа што во средината на гробиштата била луѓето. Еве сега Чепрегановата црква како стана. Да. Место кај што се пеат мртвите. Така и таа се нашла на тоа место и се користела за таа намена, затоа што граѓаните, да ги кажам, од градот, од Варош мало, не можеле во Ново село да одат да покопуваат. И по тоа се знае, ако Мише Развигоров кажавме... Од секојаш важело тоа, новоселци не ги прифаќале Штипјани, ниту Штипјани новоселци, тај антагонизам постои ден денеска. Не постоел антагонизам, туку била некоја... Поделбата била нереална од страна на управата, за да не се мешаат. Во Ново село живееле многу влијателни луѓе, многу богати со европски стил на живење. Ново село, старите наши, моите тетки, кажуваа мали Париз го викале. Тоа било исто како да споредиме сега Манхетан и Бронкс, да речеме во Њујорк, или не знам, некои тие контрастни варијанти. Затоа и ден денеска новоселци така, иако се љубов на вистината, денеска во Ново село има многу малку новоселци. Дури нема. Што би се останале куките со лупа да ги бараме. Да, нема. Ова сега веќе сосема за нешто друго зборуваме. Ние зборуваме за Ново село некогаш, а ако зборуваме за сега, тоа е нешто сосема различно од тоа што сега го кажувам. Целта на емисија не беше токму и тоа, да представиме нешто што може би сега не изгледа вака како што е, како да не изгледа дека е дадено од давнешни времења да така изгледало, иако правата слика може би не е таква. Сигурно не е таква. Барем кога говориме за овој сегмент. Да, апсолутно не е таква. И тоа сакав да кажав дека гробиштата не заради тоа што сакале тие да се делат, да не се покопуваат заедно, него затоа што така било наредено од властите. Значи новоселци да не одат во градот и овие да... И кога зборуваме за некој каде е закопан, по тоа знаеме дали е од градот, од Варош мало или од некој друг дел од градот, или е од приградски, тогаш било како приградска или како посебен град. Така тие сакале да го прават властите. Не било меѓу луѓето. Па добро, и тоа е дел стратегијата да се направи некаков антагонизам заради
заштита на богатите Не, од многу сиромасите и ден денеска тоа Не, има два многу да главни не се корени. мешаат заедно, да нема многу информации, да нема ортачење, тоа било главната причина. Демек, да се спречи револуција или контрреволуција, некако бунт. Има тука многу вистина во тоа, да, така е. Имате ли податок во тоа време во кога Свети Спас бил капела, имало ново село жители, заради тоа што имало посебни гробишта, не заради тоа што ќе наредил султанот или кралот, туку заради тоа што предпоставам дека имало и голем број на луѓе кои живееле во Ново Село, не само заради парите и капиталот, туку едноставно сакале да бидат издвоени од оваа други дел на структурата во градот. Според една статистика на секретарот на екзархијата Димитар Мишев, кој ги водел христијанските семејства на список, некаде околу 6800 тогаш број Ново Село жители. Тоа е безмалку повеќе од третина во градот. Ако кажеме дека после Балканските војни Штип брои 8000 жители, значи можете да мислите колку биле во Ново Село, колку во градот. Мислам, чудно ми зошто не ги сменили имињата. Ако Штип имал 2000 луѓе, тој требало да биде Ново Село. Во секоја смисла на зборот. Видите се, Ново Село... се шегам заради тоа што едноставно и ден денеска во Ново Село можеби ги нема луѓето кои живееле во Ново Село. Со сите карактерни особини на живење во Ново Село. Да. И со отменоста, понекогаш дури со таа човечка надменост, дури да се биде повеќе од горделив, и ја нема. Но предпоставам дека токму овие сведоштва говорат дека сепак Ново Село било организирана градска структура, можеби повеќе од луѓето кои не живееле во Ново Село. Многу. За кои сметаме дека денеска Штип е... Да. Ви кажувам, моите тетки беа по 20, по 18 години постари од мајка ми, затоа што тогаш семејствата биле многу детни. Да. Па од едно дете, од првото до последното, има разлика колку мајка да му е. Они го викаа Ново Село Малиот Парис. Така си го викале они. Вика, ние живееме во Малиот Парис. Сега ви личи ли Ново Село на Малиот Парис? Значи, само помалку понекогаш ми личи на Венеција заради други работи. Заради нека хигиена, да речеме, не знам, на други нешта. Во никој случај на Мал Парис не личи, а тогаш они така го доживувале. И по модата ала франга, и по архитектурата, по стилот на живење. Сосема европски стил на живење. Со сите атрибути. Не ли извлековме полка? Иако ете новоселци предничале во тоа, во смисла, штом предничат и имали информацијата први, знаеле дел од луѓето како и ден денеска да менаџираат добро со таа работа, да први тргнат во освојување на занаати, во воведување на новини во професиите. Први пуштале своите деца, ги пуштале на студии. Најмногу спонзорства за печатање на книги дале новоселци. Мислам дека Ново Село, ако земе да се прикажува со сите негови историски вредности, не знам каква населба ќе најдеме, освен Москополе можда во Албанија, не знам дали ќе најдеме друго место во Македонија. Москопол и Ново Село, тоа се две различни работи, предпоставам. Во смисла на писменост, на култура, на архитектура, на стил на живење, има многу, 70 цркви имало во Москополе. Погледнете го Ново Село колку е мало, колку цркви има. Значи, сега велам во мало, можам да кажам. Добро, на микропростор. На микропростор, да. Многу цркви, многу. Вие имате женско училиште во Ново Село, имате женски манастир, имате митрополија, седиште на митрополит во Ново Село. Па тука доаѓале сите владици, па седеле, се договарале, нели, овие војни, како ќе бегат, што ќе бегат, христијани, турци, како ќе се одвиваат работите. Било една заштитена средина. Од тука вие, ако земете од музиката, па Ново Село има најмногу автентични своји песни, кои испеани во Ново Село за нивни личности, за нивни настани. Кога ги спомнате песните, било неупатно да не спомнеме барем наслови некој од нив. Ако веќе може да се сетите на песните. Не мора да ги пееме, нели? Далеко од пеење. Јас знам, моите тетки многу пееја "Ај мила мајко, од кога е војска заврвела".
Сега не можам да се сетам баш на зборовите, ма таа беше нивна песна. Од тога е Мила мајко, сега не можам да се сетам, ама знам. Еве за Рајна Бурева, еве многу песни има, сега не сум подготвена вака да ги размислам, ама има многу. Дури с нощи минав покрај вази. Песната е исто новоселска. Испеана од Штипјани и од новоселци. Ја има во повеќе варијанти затоа што ни една песна нема сајбија. Народна песна. Ама по она како го изговара зборот, како го пее, ќе видите каде е. Нека има извратување, ама сепак автентичноста може да се најде. Малку се оддалечивме од темата. Не се оддалечиме, бидејќи имаме достатно време да говориме и за Варош мало, и за Дамјанското мало, нели? Ова за Ново село е карактеристики заради тоа што да не се удараме многу во гради, но особено сегашни жители кои можеби само надменоста останала. Они само можат да бидат среќни што дошле да живеат на едно место каде што нивните претходници, погледнете ја црквата во Ново село. Кажете ми сега каде има таква црква и кој може да ја изгради таква убава, голема црква и да му дојдат таква тајфа и така да ја украсат со икони, со резба. Малку. Меѓутоа, она што ние денес правиме, ние растураме тоа што е направено. Црквата беше послана со автентични камења, овие од Калимерово. Да. Целата беше направена така како што треба. Сега е мермер. Добро, заради, да речеме, грејењето. Тоа и тоа не оди заедно. Јас мислам дека грешка е. Според мене сега не морам јас да бидам во право. Па не верувам дека некој ќе рече дека не е грешка, ама... Да. И плюс тоа, ако некои современици оцениле дека нечие име треба да стои овде во црквата, според неговите заслуги. Вие знаете колку сме ние луѓето строги во критериумите. Не му даваме баш така на некого многу значење, ако не заслужува. Или сме строги, или сме неправедни. Или малку повеќе од себични или љубоморни. Ама, ако ние сите се сложиме дека Мано Панајотов, името Мано Панајотов, е тој што дал најмногу да се изгради оваа црква, да се направи и за училиштето, и учебници им купувал на учениците, значи комплетно дал многу придонес за ова. Дојде еден владика и го изфрли надвор, според неговото мислење. Мислам, не треба да си дава такво право. Ами, тоа не сведочи за нашиот претходник Панајотов, туку сведочи за луѓето кои сега се во црквата. Каков е нивниот почит и пиетет, не можете да очекувате од луѓето кои негираат се што утре да барат почит од луѓето во градот. Мислам, треба да ја почитуваат историјата. За кој што зборите имаме информации и претпоставам дека е неправедно тоа што е направено. Страшно неправедно, да. Дури далеко од христијанските норми. Да. Кој сака нека е владика, ама верувам дека ова што е направено на нашиот претходник... Не именуваме, меѓутоа еден од владиците. Претходник Панајотов, кој бил ктитор, давал пари за книги, имам... Многу заслуги малку информации имам, ама во секој случај еден од видните личности во тој период. Да, можеби најзаслужниот понекогаш. Па тие што биле живи тогаш, сведоци, тие му рекле, овде треба да почива овој човек. Тие одредиле. Да. Меѓутоа, ние не сме тие и не би требало да си зимаме таква... Но си зимаме. Таква власт, да кажеме, нека иде надвор оваа плоч. Па ако не бил тогаш тој, овие што сега го изфрлаат и плочата и сеќавањето, немало каде да проповедаат. Немало од каде пари да земаат. Апсолутно. Сега, која е логиката? Но тоа е едно од македонските да ви кажам, кога веќе сме тука, јас кога пред 2 години имавме еден научен собир, Штипското научно друштво го организираше собирот, насловот беше за Новосело. Посветен на Новосело и новоселци. И размислувањата ни беа до таму дека ако зборуваме за тие луѓе што ја граделе црквата, што живееле тогаш во Ново село, редно е
еден свечен собир, едно свечено отварање да го направиме внатре во црквата. И отидовме кај господинот Иларион, го замоливме да ни дозволи да направиме една манифестација таква. Луѓето за кои ќе зборуваме и кои ја градале црквата, таму да се одвива тај поздравен говор, сите што ќе дојдат од надвор. Како свечена академија, да кажеме. Да. И одговорот беше? Одговорот беше дека црквата е само за црковни манифестации, верски. Дека не е дозволено, не му е дозволено да ни дозволи да правиме таква манифестација. Јас мислам дека ние ниту ќе ја омаловажевме со тоа црквата, ниту нешто ќе направевме погрешно. Меѓутоа ставот беше таков. Оваа година, кога наградите Свети Никола и манифестацијата за Свети Никола, која е локална, на локалната самоуправа активност, како што беше онаа наша, и кога се дозволи во градската црква, јас тогаш се осетив повредена. За жал нека им служи на чест. Не можеме да фрламе анатеми како што тие лесно ги изговараат врз секого. Да. Мислам дека селективно не треба да биде. Или ако е став ќе се прави и ќе биде вака, или никако. Уште по-жесток. Поистоветувањето со нашиот Бог Исус Христос не е еквивалент на состојбата. Но, јас предлагам да одмориме малку со реклами и да започнеме вистински муабет за Варош Мало и Дамјанското Мало. Режи реклами. Од 25 јануари до 10 февруари, цели 22 срекни денови во Марвел. Попусти до 60% на твојот совршен пар. Кај нас сами го бирате вашиот попуст. Ве очекуваме. Стара чаршија, Штип. Марвел. Пакет Маркет, ваш најдобар избор и за време на празниците. Зошто ние не престануваме да ви изненадуваме. Секој ден нови промоции, гратиси, викенд акции и безброј награди и изненадувања. Ете, затоа сме најдобри. Пакет Маркет, пријател на секоја домаќинска куќа. Вкусно и здраво, природно сушено овошје и зеленчук на планински воздух. Агромакс Бирово во сите маркети на Китго. Генерален партнер за Источна Македонија. Агромакс. Едноставно природно. Технички преглед, сервис и регистрација за комплетна доверба во вашето возило. Сдружение на возачи, зашто сигурноста нема цена. Нада Меркур секогаш подобри од другите. Кравио сирење бучен козјак 248 денари. Шунка ПКБ Мини 75 денари. Паста за заби Колгейт 57 денари. Глос за садови 46 денари. Омекнувач Виолета со гратис бришачи 139 денари. Купка Доув 179 денари. Дезодоранс Рексона 99 денари. Нада Меркур, населба Сењак. Кузе 2000 од Кочани е најголемиот салон за плочки и санитарија во источниот регион. Керамички, гранитни, стаклени и декоративни плочки, мозаики плочки од грб с порцелан, кади, џакузи, туш кабини и паравани, мебел за купатила, чешми, веца галантерија, ламинат, блендери, сомни врати. Во градежниот центар на Кузе 2000, комплет системи за сува градба, термофасади, канал системи, електро и водоводни материјали, бои лакови, лепила, ХТЗ опрема, оков за мебел, штрафовска роба и профи алати. Со Кузе 2000 од Кочани, планирано и направено. Во населбата Сењак, во приземјето на најубавата зграда во Штип, се отвори и најубавиот маркет во градот, Стандард. Стандардно највисок квалитет и стандардно најниски цени.
Стандард маркет. Најголемиот и најдобро снабдениот хоум центар во Истокот, ПСС. Се за вашиот дом и градина. Санитарија, алати, косачки, апарати за заварување како и украси, жардинјери и бела техника. Дојдете и ќе се уверите. ПСС Хоум Центар. Денови на гратис во Туш. Средство за садови Глус 1 литар со 500 мл гратис 69 динари. Павлака Мегле 2+1 гратис 44 динари. Поли Мини 2+1 гратис 129 динари. Пилешки колбас XXL од Вуди со гратис сев 78 динари. Туш, каде добрите нешта чинат помалку. Од проект до реалност. Од идеја до најголем објект во Источна Македонија. Изграден од најквалитетни материјали, со многу вложен труд и енергија. Единствена можност за купување станови на 60 рати, без камата. Топ Инвест. Синоним за урбан стил. Стабилност и удобност на вашиот дом. Да живееме здраво, да живееме долго. Одлучете. Бидете здрави, пите Виватап. Купите го новогодишниот пакет Виватап во вредност од 834 динари во сите поголеми маркети. Празничниот пакет содржи 3 кисички плюс 1 кисичка гратис, а во секоја од нив има по 18 прочистувачи. Доволни се за 144 литри вода, па така 1 литар вода ќе ве чини 5,8 денари. Во морето од можности кои ќе ви ги понуди новата 2016 година, ви посакуваме да ги донесете правилните одлуки. Виватап за вашето среќно и здраво семејство. Ја гледате емисијата 60 минути на Исток, продолжуваме да разговараме со мојата драга колешка Мелена Јосимовска за Штип. Некогаш и сега, што би се рекло, односно некогаш, бидејќи сега го знаеме каков е, но не знаеме каков изгледал некогаш и колку од тоа што останало од тоа време сега е автентично на тоа време за кое говориме. Пред малку говоревме многу повеќе за Новосело, отколку за Варош, мало. Се наметна муабетот. Налегна така. Што би се рекло, како кец на десетка и во секој случај ќе го продолжиме разговор со Дамјанското мало. Каде точно го лоциравме Дамјанското мало или Варош малото во центарот на Штип? Значи, Уште еднаш да им појасниме на нашите гледачи. Дамјанското мало од градската црква до завојот, кажав. Меѓутоа, со Дамјанското мало во заедница е Кафтан малото, Шпиталското мало, Еврејското мало. Значи тоа е така се поврзано, Ридарското мало. Толку е поврзано, прави една целина. Ние сега сакавме малку нели повеќе да се обрати внимание на она што имало во Штип, што сега го нема, или Штип кој повеќе го нема. Многу работи од тие што ги кажавме, селектираме таму точно објектите кои што ги нема. Или пак за објектите кои се пренаменети и кои веќе не се тоа што биле. Да. Јас би замолил режијата да ги пушти другите слайдови кои се баш некакво сведоштво за тоа време. Ова исто е многу стара разгледница е ова. Сега да кажете поштенски. Некаде 12-13 година. Овде можат да се видат платната. Ја мислам дека се гледат. Од ова 60 Исток знакот не се многу гледа, ама во реката се гледат. Тука жените ги белеле платната. Нели викат шлак Гочевата ги има, само што се наоѓаат малку во десната долна страна. Овој дел на градот исто така изобилувал со вода и со чешми. Значи има тука од оваа куќа малку према музејот, ова е патот према музејот. Малку према музејот е куќата на рибарчевите. И внатре имаше една чешма со огромен отвор. Чепурнија што викаме. Со изобилство, со мрамор, со изобилство вода. Тука сум читала тие патеписи, овој доктор Рајс, кога дошол во Штип, прво што напишал за околу црквата, за бавчите и градините. Му оставило многу голем впечаток
убавината на зеленилото и на како се уредени градините. А тоа може само со вода. Да. И немало кеј, значи водата си течела во реката, а Отиња била неверојатно чиста река, бистра, и камењата, неизини измиени чисти, на камењата го сушеле платното, а потоа на Каменик мост, на Женскиот мост ги продавале платната. Затоа се вика Женски мост, затоа што таму жените ги простирале платната, килимите. Зборуваме за овој мост што е на площадот сегашен? Да. Каменик што го викаме. Тоа било берза, првата текстилна берза, ако може така да кажеме со современиот жаргон. Да, такво нешто. Затоа што кога се каже Каменик мост, се мисли на оној мост на Брегалница. А овој мост, на Отиња. Женски мост. Значи кога кажеш Каменик се знае тој, овој е женски. Меѓутоа сега во поново време, можда за наше време, е преиначено. Овој си е Каменик. Така си го викаме. И има уште некои фотографии, да ги искоментираме и тие. Ова е... Па сега, значи ова беше дел од Кафтан Маалото што го видовме. Значи, од црквата према музеот е Кафтан Маало и оно веднаш се спојува со еврејското Маало. Јас го замолив Мето Андонов, кој е многу ги разбира овие работи, ми го обои со жолто ова. Го маркирал, што ви се река. Го маркира. Му благодарам на Мето. Значи ова е сега, условно кажем, еврејското Маало. Да, тоа е еврејското Маало. Од десната страна на Отиња. Затоа што во поново време има и од левата страна, кај што беше старото музичко училиште, тие беа се еврејски куќи. Сега единствена еврејска куќа е таа последната Каршим овчето ново, кај музеот. Да. Значи, тука има на Кјошето една куќа, таа е куќата на семејството на Пепо Леви и единствена еврејска куќа во Штип, нема друга. Значи, сепак останало нешто? Преживеала, да. Еврејските семки, еврејските гробишта и таа куќа. И прекарот дека сме евреи. И дека сме евреи. Ама се мисли на добри домаќини, евреи, добри трговци, знаат да... Се што ќе кажеме за евреите во смисла на еснафлак е излишно, бидејќи тоа кај нив е карактерна особеност. Да. Имало што да учиме. Имало што да учиме. За жал, некои од тие работи не сме ги доволно навлекли на себе во нашите гени, па ни недостасуваат во смисла на хуманост во пристап, иако сето тоа било комерција, но имале разбирање за... Хуманост во смисла на еснафот. Да. Значи, не дозволуваат еден тенекиџија, сега да речеме, да пропадне. Сите од еснафот ќе му помогнат. Еднаш, два пати, три пати завршува. Значи, не те бива и одиси. Така е. И следниот слайд, режија. Ева е сега... некаква работна акција. Точно ова е работна акција, ама многу тажна работна акција. Ова се собрани учениците од гимназијата, младинците, да го расчистуваат делот на еврејските куќи кои се урнати. Кој период до... Значи, ова е еврејско... Оти овие куќи што се гледаат во позадината, се оние еврејски куќи преку реката. Музичкото, така. Тука многу не се јасни, меѓутоа тоа се тие куќи. А ова е еврејското Маало. Затоа што по депортацијата на евреите, 43 година, 11 март, куќите се ограбени и отштипјани. Не само... Сигурно не дошле од Велес. Да. Се импровизирано. Се влегувало во куќите, се земало, се... Се што ќе се најде. Дали сиромаштијата била причина, се, меѓутоа многу морбидно. Некој отишол на губилиште, го однеле, а некој си собира килимчиња ова она. Дошле 5 минути. Условно кажам, под наводници. И куќите, заради да се бара злато во темелите во ова она, се урнати, значи нема враќање и нема никаде да се вратат и да можеле да се вратат, се е урнато, а младинците ја расчистувале. Сега дали знаеле што прават? Они и морале да ама дали биле на тоа ниво? Ова предпоставам по војната или во текот на 43 година се депортирани и ова е 43 година. Значи ова е во текот на бугарската окупација. Ама нема ни месец дена нема по нивната депортација, се е урнато. Нема куќи, нема ништо, се е урнато. И тоа дури пишуваше, јас во Новосадски дневник пронајдов еден штипјанец кој живее во Нови Сад.
И со Миличков или Милачков, не знам, тогаш спореа нешто, и тој имаше еден напис, јас се згрозив. Пишуваше ноќ када е нестала јеврајска махала у Штипу. Значи, за една ноќ тој се сеќава. Тоа е се урнато. Дошле булдожери. Збришено со земјата срамнето. Да, срамнето. И потоа има фотографии, јас сега неа донесов, фотографии на платото, на тоа место, кај што еве младинци се шетат, си одат, веќе станало како плоштад, а после беше Штипскиот парк. На тоа место имаше парк. Се сеќавам како деце, ако збориме за од оваа страна сега дека е Домот на културата, имаше и фонтана, не знам. Да. Јас мислам дека тој парк символизираше живот. Дека тука некогаш имало живот. Јас така го доживувам, не знам. Може би биле други размислувањата, меѓутоа на тоа место пак се собираа луѓето, пак имаше многу живот на мал простор. Така било вриело од народ. Тука била чаршијата. За жал. Се подсетивме на тоа трагично време. Режи, ако може, следен слайд. Сега, оваа фотографија е на местото на жолтата обоена, жолто обоениот простор, тоа е точно овој простор. Тоа е Домот на културата, што е таму за Работничкиот универзитет сега дел од... Работничкиот универзитет го донесов за да кажам дека таму беше синагогата. На местото на Работничкиот универзитет. Да. Таму беше тоа една велелепна зграда, ја имам јас некаде, ама малку беше времето за да ја пронајдам, во некоја друга прилика. Ја има синагогата, таа била не само за верски обреди. Таа била внатре културни манифестации, се одржувале хорови, музички емисии, представи. Што би се рекло мултикултурен центар, мултимедијален. Да, така. Нивните синагоги се такви, нешто како Света Софија во Охрид. Дозволено е такви манифестации. Не знам зошто нашите храмови толку се многу затворени, не знам зошто. Па не знам, може би нема кој после да ги чисти кога ќе си заменат луѓето. Се шегувам. Може би. Значи, ова се што гледаме во суштина локацијата на последната фотографија што е, тоа е заради ова... Следниот слайд. Да, следниот слайд е Работничкиот универзитет. Да. Да, еве тука беше синагогата. На тоа. Тоа е дека сега паркот на народните херои каде што се лоцирани и Работничкиот универзитет. И народните херои ги однесоа горе на Картеки. Ова се народните херои, Славчо Стојменски, Банчо Прке. Да, ги проредија, нели, малку поинаку беше градот, сега... Мора да се различи малку, да биде шарено. Да. Говориме за... Ово беше за еврејското мало, меѓутоа сега еврејското мало натаму ќе одиме, после него пак спаѓа во овој комплекс со Дамјаница. Не да речам граничи, ама се многу близко. Да подсетиме во оваа прилика, бидејќи нужно е токму од Дамјанското мало. Вие и уште кои други луѓе може да ги подсетиме дека оставиле белег со својата работа. И во тој поширок ареал, таму каде што се го спомнавме Ново село, каде што луѓето имале и моќи пари, имале и продуховеност да прават одредени работи. Целиот тој потек всушност е душата на Штип, на градот. Да. Некаков пандан на Ново село е Варош малото. Во тоа време, ние не можеме да гледаме од денешно време. Мораме да се вратиме во тоа време, да ги познаваме приликите, кои владееле, какви законитости имало меѓу луѓето и во државата, за да знаеме зошто нешто е така. Значи, после тие европски притисоци, кога империјата морала да попушти и да дава и на христијаните некакви права, кога почнуваат, не дека во Штип не можело да се гради само во Ново село, едноставно немале разрешение, што би рекле ние штипјани. Да. Немале дозвола тоа да го прават. Од кога почнале тие критериуми дозволи, тогаш и почнале и градбите. Јас знам дека после Хати Хумајумот, 1836 е он, после него Аџи Костадин, еден црковен првенец во Штип,
направил шпитале по името Хоспитал, болница, ама се мисли во смисла на место каде што ќе ги прибере немокините. Болните и немокините. Тоа му доаѓа како дом за згрижување на бездомници во сегашно време. На болни и немокини. И изнемоштени. Изнемоштени, да. Тоа се наоѓало точно на трансформаторот кај огледалото. На тоа место. На сегашнава позиција. Да. Ја мислам дека режијата може да погледне, има една фотографија, еден цртеж бакрорез, кој точно таму пред шпиталето е направено. Мислам дека ако може, ќе ја најде, додека ние разговараме, да. Евентуално наслов да кажете, дали да ја бара од ово што ги доставивте. Добро. Не е ни толку битно, меѓутоа, тоа се наоѓа точно, ако знаете, кај огледалото. Јас знам кај огледалото и така наречената стара јаја, тоа е тука кај... Карши старата јаја. Карши старата јаја, дека се запали куќата недавно на нашиот сликар Трнинич. Точно, на празниот простор пред таа куќа. Значи, таму било тоа шпиталето. Тоа е Крши, од другата страна е Исарот, улицата Гоце Делчев. Да, тоа е градено 1840 шпиталето и после некаде 13-та година, кога доаѓаат србите на власт, пошто 12-та са прво бугарско доаѓаат бугарите, србите, тоа станува Соколана. И тоа му доаѓа као објект за... и домакинските школи ги сместиле, и Соколаната донеле справи, се снаоѓале со простор, меѓутоа шпиталето било црковна собственост, затоа што Аџи Костадин се што направил, сега ќе кажам и другото што направил во шпиталското мало, се што направил го подарил на црквата. Тој имал 9 деца, сите му починале. Останал со една внучка која е сопруга на Јосиф Ковачев. Значи, он е дедо на некој начин на Јосиф Ковачев, неговата внучка една единствена, се друго му помрело од туберкулоза. Црковен имот, ама србите и бугарите во тоа време како нивна администрација одлучувале и за тие имоти и ги правеле државни, ги зимале за употреба. Значи, Аџи Костадин е градителот на првиот хотел во Штип. Се вика, тогаш се викале Анови, да. Аџи Костадинов Ан, а подоцна Гранд Хотел. Па Хотел Београд, па... Тоа е тука, што ние сега популарно го викаме, некогашното Заки. Да, точно тука. Просторот пред Заки. Зад Домот на културата, уште попрецизно. Е сега, поради тоа што Штип имал потреба од театар, од зграда за театар, а во тоа време биле театри неделните училишта. Они се викаат училишта и се викаат и читалишта, ама не се училишта во оваа смислена зборот денеска ние што викаме училиште, и не е читалиште читална, туку е дом на културата. Тоа значи читалиште. Да. Значи прво почнуваат неделните училишта, па читалиштата, и сега во читалиштата се одржуваат музички настапи, се одржуваат театарски представи во кои учествувале. Нашиот театар е многу постар, ама јас ќе кажам учителите Гоце Делчев, Даме Груев, сите биле Ѓорче Петров, сите биле и глумци. Затоа што театарот е големо училиште, голема школа и за учениците и за возрастните. Тоа е преслик на животот. Да, бирале теми револуционерни, за Мацини, за обединувањето на Италија, за Гарибалди и така натаму, марселјезите. Значи, го обучувале луѓето за да му ја развијат свеста. Интелектот да го подигнат нивото на... Да, ама и да знаат дека можат да се ослободат. Да. Дека треба да се работи на тоа. Бидејќи не истекува времето, ќе оставиме и за друг пат. За театарот нема ли време да кажам? Ќе треба ептен во кратко да го кажеш. Ќе го кажам. Ајде. Значи, одма во продолжение на Гранд Хотел го гради првиот театар, зграда за театар, која била, така да кажам, за тоа време примитивна зграда, ама со многу големо значење. Ние кога бевме деца во таа зграда, која е градена 25-та повторно на темелите, истата големина, беше Партизан. 1870 година е првата театарска зграда изградена специјално за театар
и ја викале Штипско театро. Називот. 1870 70 имаме зграда, ама театарот е постар. Постар како институција, говориме како место кај што се случувале театарски представи, не како објект. Да, театарот се случувал во читалиштата, во неделните значи постоја. Театар може во улица да се игра, театарски представи. Да, и така и било, имало патувачки екипи. Меѓутоа, како институција, специјално која се викала театро, е таа зграда. Добро, благодарам што беше гост денес во емисијата 60 минути за исток. Следното е следниот месец, кај што ќе говориме за уште вака пред ово со театарот ме копка, па ќе разработиме нешто. Ќе се договориме во секој случај. Тука одма почнува чаршијата, има што да се збори. Која е чаршијата, траш рубрика мора да има. Тука продолжува. Се шегувам, одиме со комерцијални пораки. Уште еднаш благодарам за учество во емисија. И јас ви благодарам. Ми беше чест. Најниски цени во маркетите на Китго. Павлака вкусно 19 денари. Мајонез вкусно 89 денари. Чаден свински врат Глобус 276 денари. Свински пршут слайс 76 денари. Макарони Гондола 39 денари. Чоколадни бананки Дона 32 денари. Пиво Наше Македонско 60 денари. Детергент Мерикс 3 кг со гратис мер 210 денари. Маркети Китго. И сето тоа благодарение на калциумот. Супериорна стартна снага. Топла акумулатори. Пакет Маркет, ваш најдобар избор и за време на празниците. Зошто ние не престануваме да ви изненадуваме? Секој ден нови промоции, гратиси, викенд акции и безброј награди и изненадувања. Ете, затоа сме најдобри. Пакет Маркет, пријател на секоја домакинска куќа. Кузе 2000 од Кочани е најголемиот салон за плочки и санитарија во источниот регион. Керамички, гранитни, стаклени и декоративни плочки, мозаики плочки од грб порцелан, кади, джакузи, туш кабини и паравани, мебел за купатила, чешми, веца галантерија, ламинат, блендери, сомни врати. Во градежниот центар на Кузе 2000, комплет системи за сува градба, термофасади, канал системи, електро и водоводни материјали, бои лакови, лепила, ХТЗ опрема, оков за мебел, штрафовска роба и профи алати. Со Кузе 2000 од Кочани, планирано и направено. Добре дојдовте. Најголемиот, најснабдениот, најефтиниот мегамаркет во градот ве очекува. На 5000 метри квадратни и собствен паркинг со над 100 паркинг места. Елкос Груп. Елкос Груп. Се на едно место. Храна, пијалоци, електрика, бела техника или пак гардероба. Елкос Груп, каде купувањето носи насмевка. Од 25 јануари до 10 февруари, цели 22 срекни денови во Марвел. Попусти до 60% на твојот совршен пар. Кај нас сами го бирате вашиот попуст. Ве очекуваме. Стара чаршија, Штип. Марвел. Најопремени и најефтини, Паневски. Продажба на иверка, медијапан и оков за мебел, како и компјутеризирано кроење и кантирање со најсовремени машини. Во Паневски и алуминиумска столарија и ПВЦ, како и оков за алуминиум и ПВЦ. Повелете и проверете во кругот на Туртел Штип или јавете се на 078 424 682. Паневски.
Голема предновогодишна акција во Зендолино. Чаден свински врат 269 денари, сардина мирела 33 денари, риба ослич 128 денари, туна бадуко 64 денари, златен пек 44 денари, корнишони 48 и феферони 42 денари. Чоколадо Милка Нойсет 44 денари, тоалет Виолета 8 во 1 85 денари и Мерикс 2 килограми за само 169 денари. Зендолино, 20 години мисли на вас. Ладно цедени масла за секојдневна употреба. Масло од сончоглед, исцедено од природата. Фила. Ја гледате емисијата 60 минути исток, а неа ја продолжуваме со други сведоштва во видео формат. Бевме во Македонска каменица, нашите колеги од тој регион разговараа со директорот на детската градинка Бамби, која имаше проект и го реализираше проектот за енергетска ефикасност. По таа прилика да ја чуеме информациите ги ни пренеси директорот на градинката Весна Јованова, па да го видиме овој материјал. Денеска ми е голема чест и задоволство да кажам дека проектот за спуштање на плафоните во детската градинка Бамби и замена на електричните светилки со енергетски ефикасни светилки е конечно завршена, мислам целосно завршена. Тоа е благодарение на Швајцарската агенција за развој и на општината Македонска каменица, која многу ни помага во работата на градинката. Заменети се, значи, спуштени плафоните во сите занимални, заменета е столаријата во холот, исто така и таму се сменети енергетски ефикасни светилки и направено е варосување и фарбање комплет на сите занимални во детската градинка, со што таа доби потполно нов лик. Значи, ефектите од спуштањето на плафоните и замената на електричните светилки, сега ќе ги видиме со првите сметки за топлинска енергија, нели, и за осветлување. Од Македонска каменица одиме во Кочани, таму денеска имаше продажна изложба од која приходот требаше да биде наменет и е наменет доколку луѓето имаат средства да купат и слики или ликовни дела, па да помогнат лекување на наш пријател кој живее во Кочани. Но сето тоа убаво во видео материјал го срочи колегата Киро Герасимов. Да го видиме тој прилог. Националната установа Центар за култура Бели Могри од Кочани синоќ ги отвори вратите за љубителите на ликовната уметност од нашиот град. Повод беше одржувањето на изложбата на членовите на школата за цртање и сликање, која работи во состав на центарот. Холот на националната установа, познат како фоае, беше преполн од посетители од најразлични возрасти, дојдени да ги видат делата на најмладите ликовни уметници од нашиот град. Свеченото отворање започна со поздравниот збор на директорката на центарот. Се надевам дека пријатно вечерва ќе си поминете со нашите млади уметници, со овие прекрасни трудови кои изминативе 4 месеци ги работеа од нашето училиште за сликање и цртање. Јас не би сакала да должам многу, сакала само да ве поздравам и да ве поканам за понатаму за соработка, да ни бидете наши гости почесто, да се радуваме како институција публика, да се радуваме на сите наши млади уметници, на сите наши убави дела кои што ни се случат во 2016 година. Ликовниот педагог Александра Димитрова, инаку раководител на школата, со најубави зборови зборуваше за талентот и желбата да се создаде дело кој ќе ги краси домовите на кочанчани. Ова е уште еден редом успех на младите уметници, наши таленти од нашиот град. Навистина да се биде ментор на прекрасни вредни деца е задоволство. Па така и оваа изложба, која што е хуманитарен характер, насловена Витраж, е уште еден реден успех на учениците. Користам оваа прилика заедно со директорката да помогнеме на нашиот сограѓани методимите за кого е наменета оваа изложба и е од продажен карактер. Уметниците, нашите таленти вредно работеа по изминатите 4 месеци.
Верувајте, се положи премногу љубов, премногу труд за да се достигне еден ваков успех како што е догодина. Изложбата беше од продажен карактер, а собраните средства се наменети за лекување на нашиот сограѓанин Методи Митев. Последната информација добиена од Центарот за култура зборува дека изложбата е повеќе од успешна. Штипе меѓу првите, ако не и првиот град, ајде сега да не импровизирам многу и да не се фалим многу, кој доби филтер станица или прочистителна станица за преработка на вода. Тоа се случи пред 26 години. Денеска бевме во филтер станицата, каде што се вообичаено извршуваат редовните активности на земање мостри или примероци за анализа, каде кои покажуваат дека водата од водоводот или од водниот систем на јавното предпријатие ИСЕР, во кој е составен сегмент и токму филтер станицата, е безпрекорно чиста и е податлива за употреба и тоа во секое време. Подобро ви е да пиете вода од градскиот водовод отколку да купувате флаширана вода. Во тоа најдобро сведочат документарните емисии кои излегуваат овие денови од Соединените Американски држави, дека најдобро да пиете вода од водоводот, поготово од овој штипскиот. Но да видиме што во приликата кога бевме таму на лице место во филтер станицата кажа раководителот на филтер станицата Тања Глигорова. Во изминатиот период можеме да кажеме дека граѓаните пијат чиста и здрава и безбедна вода за пиење. Благодарност до целиот тим со своето несебично залагање и професионалност кој што допринесоа за нормално и безпрекорно функционирање на филтер станицата. Постојано се врши контрола и на процесот на преработка на водата и на квалитетот на водата и можеме да кажеме дека секојдневно се вршат анализи и во нашата лабораторија се врши контрола на параметрите, контрола на резидуалниот хлор и сите тие одговараат согласно правилникот за безбедност на вода. А април и колку трошиме? Потрошувачката овие денови изнесува некаде околу 16.000 метри кубни или околу 190 литри во секунда вода. Минималната изнесува околу 125 литри во секунда, додека максималната се движи околу 200 до 215 литри во секунда вода. Апел до граѓаните нормално за рационално користење на вода. И со овој видеоматеријал го завршуваме во денешно издание на емисијата 60 минути на исток. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието и ви посакувам да останете со здравје и секојаш со програмата на Телевизија Стар.